Горат депониите во Македонија. Во пожарите кои ја зафатија земјава, пламтат одлагалиштата на отпад и нестандардните диви депонии, кои представуваат еколошка бомба. Според извештајот на Центарот за управување со кризи, само во текот на вчерашниот ден, во пламен беше градската депонија во Делчево, гореше ѓубриштето во Тетово и Гостивар, претходно настана пожар на депонијата Маутскер во Охрид, а во неподнослива миризба и чад се гушат и Скопјани. Ако некој не ја запалил депонијата, не може да гори депонијата, ѓубриштето, дивата депонија, дивото ѓубриште не може да гори. Еве вардариште што му прават? Секоја втора ден ја палат. Значи го загадуваат амбиенталниот воздух на граѓаните од тој дел од населбите од Скопје, Лисиче конкретно аеродром, така да невозможно е да дишите во вакви температурни услови, кога имате високи температури и чадот што доаѓа од ѓубриштето, е невозможно да дојдете до воздух, до чист воздух. Во овие пеколни горештини се позачестено горат и депониите во туристичките центри Охрид и Струга. Посебно голем проблем представува Струшката депонија, на која се натрупани илјадници тони секаков вид отпад, а е оддалечена само 500 метри од првите куќи во градот. На хартија се обезбедија пари за депонијата, но таа не се дислоцира. Единствено се направи претоварна станица која никогаш не профункционира. Не може 17 години со прст да не се помести работава, а да е толкава да е очигледна опасноста и проблемот за граѓаните. Тука е претоварната станица, останата е како уште еден споменик на глупоста на сите влади и власти, локални и централни. Тоа ќе остане така како споменик уште долги години, се одека тоа не се реши. Депонијата се наоѓа на плодното Струшко поле, каде во непосредна близина има и посеви, чиј род завршува на пазарите, што е катастрофално. Тука е одма и поминува значи и реката Црн Дрим, која што го напојува, односно се користи како вода за вадење на целото она Струшко поле натака и целиот тој Дримколскиот регион, таму селата и така натака, од кај што ние пак како граѓани користиме земјоделски производи кои што ни се сервираат, односно ни се продаваат по зелените пазари. Цели 3 години во Струшкиот основен суд и битолска апелација фаќа прашина тужбата која од Македонското здружение на млади правници ја поднесоа против Министерство за животна средина, општина Струга и јавното предпријатие Комунално поради непревземање мерки за справување со Струшката дива депонија. Судовите се прогласуваа за ненадлежни и постојано го шетаат предметот. Постапката веќе година и пол е заглавена во апелациониот суд во Битола, откако повторпат беше вратена од основниот суд во Струга.